Легалните такси превозници во Скопје секојдневно се соочуваат со нелојалната конкуренција во автотакси превозот. Според општите проценки во Скопје има околу 2500 диви такси превозници кои дејствуваат без плаќање такси кон државата. Дивото такси представува нелиценцирано возило кое вообичаено нема стандарден таксиметар, такси возачот што го управува возилото не е пријавен за давање такси услуги, а исто така им ја одземаат работата на легалните такси превозници. Граѓаните многу често и не знаат дека влегуваат во нелиценцирано такси. Од градот Скопје информираат дека во Скопје има околу 2400 лиценцирани автотакси превозници, но немаат конкретен податок за бројот на нелиценцирани таксисти. Со Законот за превоз во патен сообраќај, инспекторите, освен санкционирање со глоба од 500 евра, привремено ги одземаат возилата што не поседуваат извод од лиценци. Сашо Рајчиновски од групацијата на автотакси превоз на град Скопје за Прва Скопска изјави дека во Скопје има околу 5000 таксисти, од кои 2400 со лиценци. Рајчиновски додава дека голем број пензионирани полицајци и пожарникари работат како превозници во оваа дејност и на тој начин им го одземаат прометот и не плаќаат придонеси кон државата. Во Агенцијата за вработување има пријавено 5 пати помалку такси возачи. Низ градот се возат необележани такси возила, нелиценцирани без таксиметри, се наплатува 3-4 пати повисока цена на превозот на такси станица. Такси станиците се преполни бидејќи не се предвидени за толкав број возила. Од градот Скопје додаваат дека инспекторите за патен сообраќај спроведуваат надзор на 3 начини, и тоа редовен, вонреден и контролен инспекциски надзор, при што се утврдува дали субјектите што се предмет на надзорот ја поседуваат потребната документација во согласност со законските прописи за вршење превоз на патници на подрачјето на градот Скопје. Од друга страна, Рајчиновски вели дека ако се реши овој проблем, ќе имаме од 20 до 22 тона помалку согорување на горивата и ќе имаме 1500 до 2000 нови вработувања.